Новинарката од Струмица Сузана Мицева во 9 часот наутро е на своето работно место. Но до кога се зависи од работните обврски кои некога знаат да завршат и во вечерните часови. Тоа е така секој ден и покри тоа што вели долга е листата на предизвици и проблеми со кои се соочуваат репортерите кои работат од внатрешноста на државата, известувајќи за случувањата во регионот кои тие го покриваат. Голем дел од нив работат со сопствена опрема, со сопствени камери, сопствено возило, користат своји телефони, сами ги плаќаат сметките за нив и ред други работи кои што им се предизвик да ги организираат за да ја завршат работата која што ја работат, например, и колегите ангажирани во Скопје, за кои што тие не трошат своји ресурси. Голем дел од дописниците, зборувам тука конкретно од Полошкиот регион, немаат основни услови за работа. Кога велам основни услови за работа, тие немаат канцеларија, па мораат да работат во домашни услови, она што е најважно, немаат службено возило, па често не можеме да стигнеме до некое место каде што мора да проследиме некој настан. Емилија Миселиевски, долгогодишен новинар од Битола, вели дека многу погласно треба да се зборува и за притисоците и заканите, со кои особено новинарите во помалите средини се соочуваат. Затоа што секој со секого се знае, па потешко е да се одржува таа професионална дистанца и некако природно доаѓа на носителите на јавни функции, на бизнисмени да ги притискаат новинарите. Такви примери има многу, без разлика кој е на власт, вели таа. Последните десетина дена се соочив со две такви ситуации. Едната беше барање да повлечам веќе објавен текст поради грешка на институцијата. А второто барање беше да повлечам необјавена изјава, исто така со некои образложенија кои воопшто не држат место. Сепак, како најголем проблем за новинарите, особено за дописниците, тие ја посочуваат социоекономската состојба во која се наоѓаат добар дел од нив. Нашите сознанија се дека речиси и да нема вработено дописници од внатрешноста, сите работат на принципот договор на дело за хонорари, кои што не ја достигнуваат ниту минималната плата во државата. А тоа е драстично помал за снимателите кои што се ангажирани во тие дописнички тимови. Немаат слободни денови, немаат слободни викенди, немаат празници. Поради тоа се помалку има интерес да се работи како новинар и кај нас, например, во Битола најмладиот новинар има околу 40 на години, а најмладиот дописник има 45 години и сметам дека тоа е погубно за професијата. Голем дел од нив од дописниците не се осигурани, па често имаат авторски хонорари кои што на некој начин дописниците ги ставаат во неизвестност дали наредниот месец ќе продолжам за овој медиум или пак нема да продолжам. Како проблем со кој се соочуваат во секојдневното работење, ги посочуваат и недоволната транспарентност на некои од институциите на локално ниво, кои се уште немаат одаленија за односи со јавноста. Од Охрид, за Гласот на Америка, Мики Трајковски.